Почитувана министерка за труд и социјална политика госпоѓа Шапкавска, почитувана директорка на детската градинка Детелинка госпоѓа Јакимовска, почитувани присутни. Особено чест и задоволство ми е што денес сме на увид на градежните активности на објектот Поточиња во детската градинка Детелинка, на кој што финишираат градежните активности за проширување на постоечките капацитети. Имено, ако до минатата година во овој објект се сместува околу 100 дечиња, оваа година со надградба на уште еден кат на објектот, истите се зголемуваат за уште 102 места. Со тоа овозможуваме не само зголемен број на опфат на дечиња кои што можат да бидат згрижени во оваа претшколска установа, туку во целина ги подобруваме условите за работа. Имено, се тоа на што се прави, од промена на постоечките инсталации, изолација, хидрантска мрежа, затоплување и слично, дава најмодерен изглед и современи услови за згрижување, не само на дечињата, туку и на работа на сите ангажирани лица во оваа установа. Инвестицијата е со вкупна вредност од околу 29 милиони денари, од кои што Министерството за опремување на објектот и мебел издвои околу 5 милиони денари, 21 милион и 500 се за самите градежни активности, а општината учествува со околу 2 милиони денари за опремување на долниот кат и за оние активности кои што не беа предвидени со првичниот објект, проект, бидејќи овој објект кој што датира од пред 50 години, односно од 1972 година. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам и на Министерството и на проектот за подобрување на социјалните услуги на локално ниво, со кој што зеде учество општина Крива Паланка, затоа што сепак со сите активности решаваме еден огромен проблем за жителите на Крива Паланка, изгрижување на дечињата. Од сега ќе нема листи на чекање и ќе имаме максимална опфатеност на сите заинтересирани дечиња. Во оваа прилика сакам да потенцирам дека ова е само еден сегмент од она што го работиме во делот на подобрувањето на услугите кои што ги нуди детската градинка Детелинка. Имено, претходната година, заедно со средства од Фондација Отворено општество, со Норвешката амбасада, од Министерството за економија, од сопствени извори на градинката, во матичниот објект на детската градинка Детелинка се инвестирани уште околу 15 милиони денари, при што беа проширени капацитетите на тој објект, беа променети целокупната столарија, кровната конструкција, системот за затоплување и во целина и тој објект е доведен во една многу солидна состојба. Во таа насока, кога се работи за интерес на најмладите, за интерес на дечињата, продолжуваме интензивно со активности и во следниот период. Ви благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес со градоначалникот на општина Крива Паланка, господинот Борјанчо Мицевски и со директорката Мирка Јакимовска, ја посетивме градинката Поточиња, каде што правиме доградба, односно градиме втор кат и со тоа го зголемуваме капацитетот од постоечките 100 со дополнителни 102 места за сместување на деца од предучилишна возраст. Оваа градинка е дел од проектот за подобрување на социјалните услуги кој што Министерството за труд и социјална политика го реализира заедно со Светска банка, меѓутоа и со партнерски однос со општина Крива Паланка. Ова е уште еден објект кој што ќе биде изграден согласно најсовремените европски стандарди за изградба на установи за грижа за децата од предучилишна возраст. За нас секој дете од државата е подеднакво важно. И денес сме тука во Крива Паланка да направиме увид во градежните работи на вториот кат од градинката Поточиња, кои што се одвиваат согласно планираната динамика и се очекува некаде напролет оваа градинка да ги прими децата во своите простории. Дополнително, покрај грижата за проширување на капацитетите, за создавање на добри услови во кои што децата во процес на игра ќе учат, ќе се воспитуваат, ќе се дружат, ќе ги прифаќаат различностите, работиме и на градење на компетенциите на вработените во градинките, како на воспитувачите, така и на негователите, со една единствена цел да можат децата од предучилишна возраст да влезат подготвени во процесот на образование.
Би сакала да истакнам и поддршката која што имаме заедно со општината Крива Паланка во изградбата на оваа детска градинка, затоа што Министерството за труд и социјална политика влегува со околу 26 милиони денари за градежни работи и за опрема, меѓутоа и со дел од средствата се вклучува и општина Крива Паланка. Кога имате успешна соработка на централна и на локална власт, тогаш заеднички испорачуваме резултати кои што значат подобрување на животот, на животниот стандард на сите граѓани во државата. Ви благодарам.